малку непланирано се различе дискусијата, иако се однесува на предлог закон од колеги пратеници, закон кој што се состои од 3 члена. Многу едноставен, ја секогаш сум се трудел, барем што се однесува од тематиката која што е дел од ресорот земјоделство, шумарство и водостопанство, еве сега во конкретниот случај за ловството, да бидам крајно реален, објективен, па да речем и конструктивен и на некој начин политиката ставам на страна од сите овие работи, заради тоа што прво да кажам дека јас си го поддржам овој закон, без оглед на фактот дека тој не е совршен, далеко од совршен. Јас имам примерби, конкретни примерби, и тие може да се, да речем, поправат или на комисијата за законодавно-правната комисија или од самите предлагачи, а може би и на крајшта и сите ние тука, како овој комисијски амандман или амандмани да го подобриме текстот на законот. Меѓутоа, сакам да напоменам дека во суштина две работи се содржат во ова законско решение. Прво е целта да се овозможи законска основа за имплементација на тој фамозен пети пакет за од антикризните мерки. Меѓутоа, во овој случај, тој пети пакет не значи дека директно се даваат пари на концесионерите на ловиштата, туку напротив, им се остава дополнително уште една година да концесионираат, значи да управуваат и да го користат ловиштото без да имаат обврска за надомест кон државата. Значи, државата не издвојува пари директно за поддршка, туку таа се откажува од парите кои што би требало да ги добие по основ на закуп на ловиште, односно концесија страна на концесионерите. Тоа е јавната работа, мислам, очигледната работа што гледаме. Втората работа, која што не е содржана во текстот на законот, а која што би требало да биде содржана, или да се изготви посебен закон за таа работа, е состојбата со дивечот во ловиштата кои што се пред истек на концесијата и кои што во најголем дел на бројот концесионери од ловишта се опфатени со овој закон. Што значи тоа? Вие знаете дека пребројувањето на дивечот секогаш се одвива во пролетните месеци, кога е време на парање и кога постои услови наедноставно да се изврши пребројувањето или да се оформи таа ловно-стопанска основа на секој ловиште, кое што би требало по силата на договорот за концесија да истече и врз таа ловно-стопанска основа после да се објави оглас за да може да се добијат понуди за концесионирање на ловиштето. Тоа го нема. Ама предпоставката е, го нема во овој закон, не е содржано, но предпоставката, ја мислам дека тоа се имало во предвид, дека во овој период дополнителен кој што им се дава на концесионерите, ќе можат напролет следната година да го извршат пребројувањето на дивечот и врз основа на тоа пребројување да имаме чиста ситуација со ловно-стопанска основа за ловиштата кои што во текот на следната година, значи од сега па понатаму, ќе треба да се даваат на оглас. Дали во меѓувреме тие ќе одат во македонски шуми или нема тоа, тоа е веќе сосема друга работа. Значи, јас се согласувам дека македонски шуми се лош стопанственик со ловиштата, ама сега тоа не е тема на овој закон. Дека имаат гревови и постов на лошото стопанствување со шумата, со сечата, па еве се и со пожарите и така натаму, сите ние сме свесни. Со ниската опременост на службите и така натаму, можеме колку сакаме да зборуваме за македонски шуми, тоа е неисцрпна тема, колку што пак од друга страна е неисцрпна тема и ова со ловство. Во ловството уште на почетокот реков дека има многу прикаки, ама ние да бидеме концентрирани на ова. Значи, што вака пратениците и тие што го предложили, еве сега ние што дискутиравме, а верувате дека имавме квалитетни дискусии, ако малку имаше искричење и така натаму, ќе им помогнеме на прво на концесионерите на ловиштето,
на ловиштата, а второ и на самите ловци. Затоа што се остава простор. Зошто пак, еве сега, ако навлеземе во суштината, не е пребројан дивечот, па не е пребројан заради пандемијата. Значи, исто ова што е елемент за продолжување на концесијата за дополнително една година без обврска за плаќање на надомесна концесија, од тие истите причини не е извршено пребројување на дивечот во овие ловишта. Значи, мораме да имаме малку поголема ширина и разбирање. Јас се согласувам дека законот, еве да речам, не дека со нашата одлука и гласање, не знам, ќе направиме некое кривично дело, далеко од тоа, меѓутоа ја мислам дека ќе направиме добро дело. Значи, овде на страна ја оставам владата, нема врска владата, нема ни нејзино мислење, но на крај на краишта не е потребно мислењето, а од друга страна треба, еве цело време зборуваме за дигнитетот на собранието, за дигнитетот на пратениците, па еве ни прилика сами да донесеме една одлука која што на крај на краишта ќе биде во корист на ловиштата, пред се на развојот на македонското ловство и конкретно во интерес на сите ловци во Македонија. Па ја мислам дека ние како пратеници избрани од народот имаме обврски и кон ловците, затоа што се тие една категорија, дел од народот, да им излеземе во пресред во решавање на проблемите кои што се создадени, а не се по нивна вина. А ако ја бараме за непребројувањето на дивеч од вината на некое место, знаеме каде можеме да најдеме таа. Си има инспекторати задолжени за таа работа, си има институции, да не ги споменувам и така натаму, таму е вината. Ама сега доколку сето тоа во наводници да потекнеме иницијатива да бркаме вештици, што ќе да придонесеме? Нема да се донесе овој закон, ќе ги оставиме ловците и ловиштата на буквално масакар кој што би следил во следниот период доколку нема стопан со ловиштата. А ако знаеме дека еве македонски шуми лошо стопанисуваат со ловиштата, значи тие дивечот ќе биде изложен на отстрел од буквално кој како сака, ќе може да си влезе во ловиштето и да врши отстрел и на капитални примероци, но и на оние кои што во никој случај не би требало да бидат значи не е трофеен дивеч за да може да биде ловен, односно отстрелан. За да се спречи тој масакар кој што така сите кои што се поупатени во ловството знаат дека ќе се случи, мислам дека добро да се подржи ова законско решение вакво какво е. Имаме второ читање, доколку сметаме дека треба да се подобри, можеме со амандмани да го подобриме, за да оди на пленарна седница во собранието на усвојување, со што мислам дека во одредена мера би им помогнале на ловците. Не викам дека би им помогнале на владата, на страна владата, да не ја мешаме. Сега работиме за интересот на ловците, а на крај на краишта и за интересот, ако може така да го сведам, и на дивечот, заради тоа што со нашата одлука на најдиректен начин ќе успееме да го заштитиме од отстрел. Благодарам.